Добар ден и добродојдовте, драги гледачи, во уште едно издание од рубриката Прашања и одговори. Моето име е Јосиф Дамјанов и она што овде го правиме се прашања и одговори на теми кои што се поврзани највеќе со здравиот и активниот животен стил, и затоа секој од вас кој што можеби има интерес, има можеби некаква дилема, мит или нешто со кое што се соочува во моментов, може да му помогнам и да го најдам одговорот на тоа негово прашање. Можете истото да го направите, значи користејќи го хаштагот #Јосиф на социјалните мрежи, можете тоа да го направите користејќи ги моите лични профили на Instagram, Facebook и на Snapchat како Коуч Јосиф може да ме најдете, а исто така можете тоа да го направите и на телевизија Телма. Нино Јосифовски и вели што би ме советувал за кето диетата. Нино, ја принцип не сум советник за диети, но она што и у принцип сум голем противник на многуте диети и на тоа да константно се измислуваат некакви диети кои што се крстуваат по одредени можеби славни личности, по одредени не знам нови магични начини на исхрана, но како и да е, кето диетата е дава резултати и е применлива. Она што е прашањето дали ти можеш да ја одржуваш на долг рок. Кето диетата по мене исто зборував и ако не се лажам и минатата среда за прашање поврзано со ротација на јаглехидрати, е во ред и може многу да помогне и во намалувањето на тежината, може многу да помогне и кај луѓе кои што се соочуваат со диабет тип 2, но пак ќе речам, ти треба, ако целта ти е да се одржуваш во добро здравје, добра енергија и добар изглед, треба да најдеш начин на живот кој што ќе го одржуваш до крајот на твојот живот, а не да бараш краткорочна стратегија и диета. Пак ќе речам, кето диетата е супер и ја употребуваат и многу луѓе кои што се професионално инволвирани во спорт, затоа што во замисос од периодите, од сезоните, од надпревари, од тренажни процеси, припреми и слично, се ставаат на посебни режими кои што им овозможуваат можеби да достигнат одредени подобри перформанси, експлозивност, брзина и слично, но за просечниот и обичниот човек кето диетата, искрено јас не би ја препорачал од причина што еве лично јас не би можел да ја практикувам затоа што мојот ден изобилува со многу умствен напор, многу работни обврски кои што сепак ќе имаат големо влијание негативно после кето диетата. Така да не знам која ти е целта за да ја употребиш, но ако можеби си професионален спортист, па во одредени периоди ти треба, тогаш зелено светло затоа што и е добра во одредени ситуации.